вести во 18 часот. Добар ден. Почнуваме со прегледот на насловите од денеска. Изборниот законник заглави кај електронското гласање на диаспората. Власта и опозицијата не успеа да се договорат. Се што ќе предложат, се ќе им прифатиме, освен гласањето на диаспората. Нека се формира работна група експертска, да работи на тој предлог, па понатаму можеме да го имплементираме и тој дел. Шасибари во правда, Сулејмани во култура, Ферати во односи меѓу заедниците, нови кадри од вреди на министерски позиции. Знам го добива земјоделство. Некој, ако смета дека Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство не е битно министерство, мислам дека се лаже. Ново вознемирувачко видео со брутално врсничко насилство. Кјутете как ќе пука! Кјутете! МВР ги бара насилниците. Жртвата е повикана на разговор. Лукровски се врати во градоначалничката фотелја. За камбекот информираше на Фејсбук и порача дека ги надминал здравствените проблеми. Поплавени булевари и подвозници низ Скопје по поројните врнежи кои го зафатија главниот град. Поплавени улици и подвозници низ Скопје по обилниот дожд кој што попладнево го зафати главниот град. Дел од скопските сообраќајници беа полни со вода. Но каква е состојбата во моментов, во живо ја прашувам Јана Јосиповска. Јана, пренежите продолжуваат, но не со толку силен интензитет како претходно. Дали состојбата полека почнува да се стабилизира? Борче, според нашите информации од терен, да, на повеќето места, меѓутоа се уште има неколку критични точки низ главниот град, кој што спомена и ти како поплавени подвозници, населби буквално и улици под вода. Исто така од ЦУК информираат дека граѓани пријавувале за поплавени домови, подрумски простории. Според информациите од Центарот за управување со кризи најпогодени се општините Киселавода, Бутел, Чајри и Газибаба, како што велат. Споменати оние клучни подвозници беа под вода. Сега нашите информации од терен се дека полека се стабилизира, меѓутоа еве може да се види од сликата и од зад мене дека се уште траат поројните дождови, има силен ветер. Од град Скопје информираат дека нивниот кризен штаб заседава, дека сите противпожарни служби се ангажирани, секако и од локалната самоуправа, и дека се работи на што побрзо расчистување на поплавените подрачја. Од она што досега е како информација, освен на подвозниците, имало заглавени и неколку возила. Според нашите информации сега полека се стабилизира состојбата, возилата се одглавени. Исто така од ЦУК и од надлежните апелираат граѓаните да избегнуваат да се движат по оние критични точки и подрачја. Секако тоа е за сега се оно што можам да го кажам во моментов од терен. Иако водата во критичните точки полека се повлекува, сепак дождовите се уште траат. Сообраќајот, иако не како што беше пред речиси час, тој сообраќаен колапс кога се случи во градот, се уште е отежнат низ главните сообраќајници, па и речиси низ целото Скопје. Уште еднаш да повторам дека апелот од надлежните е граѓаните да ги избегнуваат критичните точки, а доколку има штета секако да пријават или во ДЗС или во Центарот за управување со кризи. Борча? Така, Јана, ти благодарам за моменталната слика низ Скопје. Изборниот законник заглави кај електронското гласање на диаспората. Власта и опозицијата не успеа да се договорат за законското решение. СДСМ и Левица поднесуа над 13.000 амандмани и обвинуваат дека со ваквите измени може да се наруши легитимитетот на изборите. Мицкоски пак претходно порача дека ќе ги припатат сите барања на опозицијата доколку остане можноста за гласање по електронски пат од диаспората. Андријана Лазова Божиновска.
И дефинитивно пропадна обидот за нов изборен законник на меѓупартиските преговори во собранието. За СДСМ и Левица остана спорно електронското гласање на диаспората, па на крај решија да го блокираат предлогот со илјадници амандмани. Со овој епилог значи дека и покрај повеќе месечната подготовка на измените во работната група во Министерството за правда, следните избори ќе се одржат по старите правила. Не се успеа во тоа, остануваме на старото законско решение, стариот изборен законник, врз основа на кој што ќе се организираат некои наредни избори. Иако имаше поместување на точките по одредени заклучоци за кои што имаше забелешки, она што остана како точка преку која што не можеше да се помине е забелешката на Социјалдемократскиот сојуз за електронското гласање на диаспората. Премиерот Мицкоски пак претходно изјави дека ВМРО-ДПМН ќе даде бланко поддршка на секој предлог кој ќе го дадат опозицијските партии за изборниот законник, ако за возврат дадат зелено светло за електронското гласање на диаспората. Обвини за политичко лицемерие и ги отфрли тезите дека со ова барање сака да ги олесни условите за избор на председател. Од друга страна, лидерот на СДСМ Венко Филипче се сомнева во намерите на власта и смета дека целта е да се отвори пат за изборни нерегуларности. Првата дилема, немам намера да се кандидирам 2029-та, кога ќе ми заврши мандатот како председател на владата, се враќам на факултет. Второ, кога зборувам за прифаќање на нивните предлози, се што ќе предложат, се ќе им прифатиме, освен гласањето на диаспората. И трето, мораме сите заеднички, бидејќи сите го правевме, да се подпишеме како поднесок на истиот тој закон. Како ќе контролираме ако утре во целосно безбеден систем на електронско гласање, еве вака како што го предлага ВМРО-ДПМН, утре системот ден воочи или на денот на гласањето, системот биде хакиран. Ќе пропаднат изборите. Еве нека се формира работна група експертска да работи на тој предлог, па понатаму можеме да го имплементираме и тој дел. И покрај тоа што е познат исходот, изборниот законник се најде на седница во Комисијата за политички систем. Според најавите таму се очекуваат околу 10.000 амандмани од СДСМ и околу 3.000 од Левица. Познати имињата и на министрите од Вреди, кои ќе седнат во министерските фотели во рамките на владината реконструкција. Со 3 ресори ќе раководат нови кадри, а во останатите 3 ќе останат досегашните министри. Движењето Знам со реконструкцијата останува без ресорот правда кој оди во рацете на Вреди, но во замена го добива ресорот земјоделство. Еве кои се имињата. Јетонша Сивари во правда, Седат Сулејмани во култура, Агон Ферати во односи меѓу заедниците. Од Вреди ги потврдија новите имиња кои треба да седнат на Илинденска број 2. Но останува дилема, зошто за разлика од ВМРО-ДПМН и Знам, од Влен изостана пресконференција на која ќе ги официјализираат предлозите. Според извори на Канал 5, во Вреди се уште се кршат копијата околу изборот на Агон Ферати на местото на Иван Стоилковиќ во Министерството за односи меѓу заедниците. Во игра покрај Ферати, според партиски извори, се уште неколку имиња за овој ресор, а до вечер се очекува да има конечна одлука. Сепак премиерот Мицкоски денеска потврди дека ги добил персоналните решенија од коалицијските партнери за министерствата, со кои ќе раководат во реконструираниот владин кабинет и кажа дека за него се прифатливи. Да, ги имам предлозите и за новите министри од Вреди и од партијата Знам, но ќе оставам еве тие да ги кажат, а не ги кажувам јас. За мене се тие предлози сосема во ред и очекувам да имаме уште поуспешна работа во новиот состав на владата. Имаат ли веќе избрано предлог за министер за односи меѓу заедниците, бидејќи таму тие им рекоа дека имаат? Да, имаат. Имаат и во правда, и во односи со заедниците, и во култура. Вреди по реконструкцијата на владата ќе има едно вице-премиерско место. Беким Сали останува прв вице-премиер и министер за европски прашања, а на партијата ја остануваат секторите животна средина со Мухамед Хоџа и Бесар Турмиши за економија и труд. Вице-премиерската функција за добро владење, која извршуваше Арбен Фетаи, нема да постои во реконструираната влада, а овој ресор ќе се покрива од кабинетот на премиерот. Мицкоски синоќа ги објави предлозите на ВМРО-ДПМН. Досегашниот директор на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски го презема местото на Азир Алиу во Министерството за здравство, а за нов директор на фондот е именуван Златко Перински, кој досега беше министер за локална самоуправа.
Тој ресор ќе го преземе Иван Стоилковиќ. Актуелниот заменик министер Ѓоко Велковски го наследува Фатмир Лимани во Министерството за социјална политика. Дополнително, Ерџан Демир ќе биде министер без ресор задолжен за имплементација на стратегијата за инклузија на ромите, а свое учество во власта ќе земе и Демократската партија на турците. Кадар Назнам ќе раководи со Министерството за земјоделство, каде Димитриевски го номинира Борче Серафимовски. Горан Минчев останува на чело на Министерството за јавна администрација. Тој денеска кажа дека се задоволни од реконструкцијата. Ние сметаме дека во Министерството за правда сме го креирале вистинскиот пат, сме ја завршиле работата и согласно нашата програма на парламентарните избори, прифативме нов предизвик, а тоа е Министерството за земјоделие, затоа што тоа беше една од нашите главни точки програмски определби самоодржлива држава. Некој, ако смета дека Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство не е битно министерство, мислам дека се лаже. За лидерот на СДСМ Венко Филипче, реконструкцијата на владата нема да донесе ништо ново за граѓаните и државата. Од ова владина реконструкција ќе видиме само нови имиња. Се постава прашањето имаат ли луѓето што се предлагаат ги задоволуваат ли критериумите? Дали се соодветно квалификувани за местата за кои што се предлагаат од ова нова влада, повторно граѓаните нема да видат ништо. Повторно една голема нула. Премиерот Мицкоски најави дека предлог составот на новиот владин кабинет ќе биде доставен до собранието до петок, заедно со биографиите на новите министри. Министерот во заминување Алију очекува неговиот наследник Клековски да ги продолжи проектите почнати од него. Вели дека ќе продолжи да придонесува за подобро општество, а како најголем успех во здравството во неговиот мандат ги смета измените за органодарителство. Сања Трајковска-Ставров. Политичките одлуки побрзи од обидите за реформирање на најболниот сектор здравство, кој за околу година и пол ќе добие нов трет поред министер од формирањето на владата. Актуелниот прв човек на секторот Азир Алију ќе отстапи министерската фотелја на сегашниот директор на Фондот за здравствено осигурување Сашо Кликовски. Вели нема да се пензионира и како што кажа да шета по паркови, туку ќе продолжи да допринесува. Дали ќе замине во друг сектор или на некаква функција, не откри. За сега сум концентриран како министер за здравство до моментот кога ќе има примопредавање. Од тој момент ќе бидете известени, бидејќи јас не планирам да се, тоа што реков, не планирам утре да се пензионирам и да шетам по државите надвор или по паркови, туку планирам да придонесам кон општеството. Секој млад денеска станува со телефонот на рака и се информира што се случува во државата. Затоа ценам дека треба да се продолжи со дигитализацијата. Освен пристапувањето кон европската програма EU for Health, која отвара можност македонското здравство да црпи европски пари и искуства, Алију како најзначаен исчекор за едногодишното министерување ги издвои измените за органодарителството и подалечни братучеди да можат да подарат орган, а секој да може да стане органодарител по сопствено убедување и волја и по смртта да спаси човечки живот. За 3 месеци од сега со потпишување на писмена согласност, секој полнолетен граѓанин, само ако сака, ќе може да стане потенцијален донор. И да сакаме како институција, не можеме да креираме база без тие строги правила во кои што веќе се дефинирани. Така да не се секирајте, ни вие ни граѓаните. Тој регистар ќе биде строго доверлив и ќе имаат пристап исклучиво луѓе кои што работат трансплантација, исклучиво тие што имаат пасворд за тоа и исклучиво кога ќе се докаже мозочна смрт. А делот дека некој ќе злоупотреби, некого ќе го убие на улица, па сега искрено да ви кажам, спаѓа во урбани легенди. Според Алију, органодарителството и дава највисока смисла на човечноста, а подлаче дека листите за трансплантација бројат 168 пациенти што чекаат бубрек, 37 срце, 12 црн дроб и 23 рожница. Одржана дебата насловена разговорите за иднината во 12:05, на која зад затворени врати дебатираа поранешни и актуелни функционери од СДСМ. Дел од присутните за Канал 5 тврдат дека не станува збор за формирање фракција или нова политичка платформа, туку дека целта била да се унапреди демократијата и да се
продуктираат актуелните состојби во државата. Пред да биде предоцна. Од опозицијската СДСМ дебатата е нарекоа Знам 2.0. Дејан Трајковски има повеќе. Во најголема тајност и зад затворени врати, одбрано друштво од поранешни актуелни функционери од различни генерации на СДСМ и членови на невладини организации ги одржаа разговорите за иднината во 12 часот и 5 минути, како што го насловија настанот организаторите, кои велат символизира дека веќе е доцна, но не смее да се дозволи да стане предоцна за Македонија. Модератор на разговорот беше екс-високиот функционер, близок на така нареченото скопско крило на СДСМ Игор Ивановски Шема, а меѓу присутните беа и поранешни стакнати членови на СДСМ како Андреј Петров, Гордан Георгиев, Емилијан Станковиќ, актуелниот градоначалник на Крива Паланка Сашко Митовски, а посебно внимание привлече присуството на актуелната пратеничка Славјанка Петровска. Организаторите негираа дека се фракција на СДСМ и посочија дека станува збор за нова демократска платформа за подигнување на нивото на општествената дебата. Граѓаните денес живеат во реалност на неефикасна власт, која за наводен политички противник си избира виртуелна опозиција. Сите истражувања на јавното мнение укажуваат дека македонската политичка сцена нуди на едната страна силна владеачка партија и коалиција, а на другата страна смислено фрагментирана опозиција. Опозицијскиот простор не се пополнува со нови партии, туку со идеолошка и вредносна револуција. На Македонија е потребен нов општествен договор како основа за создавање широк опозицијски потенцијал за промени. Петровска пак вели била повикана и поканата ја прифатила како и секоја друга која е во насока на унапредување на демократските процеси во земјава. Тема на разговор СДСМ уверува не биле. Ниту јас, ниту пак било кој јас зборувам во свое име, ќе дозволам да се зборувам јас на друго место. Разговорите за СДСМ се место кои што се разговараат на Бихачка, во седиштата на партијата и во рамките на органите на партијата, но се разбира, овој состав беше, да речам, замена за било какви кулуари или било какви собиранки на места на кои не има место да се зборува за иднината на државата. Така што мислам дека нема ништо спорно. Дел од гостите пристигнаа преку главниот влез, но дел од нив преку спореден влез, преку гаражите, директно со лифт се упатија до местото на настанот, а пред хотелот ги пречека од социјалдемократската младина со порака дека иднината нема да се крои зад затворени врати. Средбата ја поврзаа со премиерот Мицкоски. Денеска ќе идеме тука да ги погледнеме во очи оние кои за затворени врати ја кројат нашата иднина. Да ги видиме луѓето без имиња, политиката иднината без лице, односно иднината што ни ја подготвува Христијан Мицкоски. Ние младите ќе видиме тука да видиме кој во наше име за затворени врати, под превезот на тајноста и странските принципи на доверливост ја крои нашата судбина. Меѓу 20 мината поканети беа и универзитетскиот професор Ненад Марковиќ, адвокатот Звонко Давидовиќ, пратеничката Моника Зајкова, граѓански активисти, како и експартиските функционери Александар Бајдевски и Коста Динасевски. Поради запуштен канал, поплавени дел од градските гробишта во Бутел. Граѓаните со гумени чизми се пробиваат до вечните почивалишта. Тука е стопиран каналот, пониско е нивото на гробиштава, навака водата доаѓа во спомениците. Надлежните ќе интервенираат уште утре. Градоначалникот на Карпош, Сотир Лукровски, преку објава на Facebook информираше дека се враќа на работните обврски во општината. Откако речиси 2 месеца беше на боледување. Тој ги демантира наводите дека се откажал од градоначалничката функција. Најодговорно сакам да ги демантирам сите шпекулации и лаги врзани за моето име. Згрозен сум од начинот со кој што одредени поединци и партии пробаат да дојдат до ефтини политички поени на сметка на мојата состојба. Сега, по Божја волја, се враќам со нова енергија, со уште поголема посветеност и со јасна цел да продолжам да работам одговорно, честно и посветено во интерес на граѓаните и развојот на нашата општина, напиша Лукровски во објава на Facebook. На почетокот на мај годинава, општина Карпош ги демантираше наводите дека градоначалникот Сотир Лукровски поднел оставка од функцијата, информирајќи дека тој е привремено одсутен поради здравствени причини. Оттаму соопштија и дека неговите надлежности привремено ќе ги извршува членот на Советот Неделчо Крстевски. Додека од општината обвинуваат дека Лукровски сакал да се повлече, но премиерот Мицкоски ја одбивал оставката.
Македонија веќе издвојува околу 4% од БДП-то за армијата, а очекувањата на НАТО се дека тој процент до 2035-та ќе се зголеми на 5, порача врховниот командант на НАТО Алексус Гринкевич, кој денеска ја посети касарната Илинден во Скопје. Потврди дека земјава е ценет и верен сојузник на Алијансата и порача дека македонската војска е добро опремена и високо обучена според НАТО стандарди. Посетата е следеше Афродита Рамос. Со показни вежби за борбена готовност во касарната Илинден беше пречекан врховниот командант на сојузничките сили на НАТО во Европа, генералот Алексус Гринкевич, под чија команда се наоѓаат над 80% од македонските сили во НАТО. Освен високата оценка за македонската армија, Гринкевич го истакна и како што рече лидерството на државава меѓу сојузниците во клучните цели на Алијансата, особено во делот на исполнувањето на обврската за издвојување на 5% од БДП-то за одбраната до 2035 година. North Macedonia is a staunch and valued NATO ally. North Macedonia has devoted approximately 4% of its gross domestic product to defense or defense-related spending already in 2025. And again, your commitment to military mobility in Corridor 8 and Corridor 10, some of that which you mentioned in your remarks, is absolutely essential for the alliance. This is not, of course, a time for complacency. All allies must do more. Increasing investment in defense and ramping up production is key to reaching our agreed-upon capability targets. Македонската армија денес е добро опремена и високо обучена според НАТО стандардите, а лесната пешадиска баталионска група како и борбените елементи за специјални операции веќе се НАТО сертифицирани, изјави генерал мајорот Сашко Лавчиски. Во изминатиот период се зајакнавме со оклопните возила GLTV и Страйкер, артилериските орудија Боран, а деновите пристигна и првата пратка од ПВО системите Мистрал 3. Во наредниот период очекуваме да пристигнат останатите Страйкер возила, како и друга нова и модерна опрема, вклучително и првите хеликоптери. Активно учествуваме во НАТО активностите за одвраќање и одбрана со преку 180 наши припадници. Долж источното крило на Алијансата, а истовремено продолжуваме да придонесуваме и кон стабилноста на Западен Балкан преку чеството во мисијата КФОР на Косово и во мисијата Алтеа во Босна и Херцеговина. Генералот Гринкевич најави дека доминантна тема на самитот на НАТО во Анкара следната недела ќе биде напредокот на сојузниците кон остварување на стратешкиот концепт за рестартирање на Алијансата, според кој од европските сојузници се бара да превземат поголема одговорност за сопствената одбрана и безбедност. Ке се гради нов експресен пат од Струмица до границата со Бугарија, најави министерот за транспорт Александар Николовски. Тој посочи дека веќе е објавен тендер за избор на изведувач кој треба да изработи студија за негова изградба. Веќе е објавен тендер за избор на изведувач за изработка на сите потребни студии, проектирање, предпроектирање, еколошки студии, социјални студии, физибилити студии за изградба на експресен пат кој што ќе оди од Радовиш преку Струмица до Новосело и граница со Бугарија. Тоа ќе е нов тип на експресен пат, каде што ќе имаме 2+2 ленти со простор помеѓу двете ленти. Значи нешто слично на нас што сега нарекуваме автопатско решение Тетово Гостивар или нешто слично на она што го имаме сега кај Дреново Париж. Значи едно практично автопатско решение кое што треба да ја поврзува Струмица, Новосело и граница со Бугарија. Граѓани реагираат и се жалат дека пристапот до дел од градските гробишта Бутел е поплавен, каллив и тешко прооден. За да ги посетат вечните почивалишта на нивните блиски, мора да се движат со гумени чизми или преку вирови. Предупредуваат дека подолг период водата од запуштен канал го поплавува просторот. Од улици и патишта најавуваат чистење на каналот уште во текот на утрешниот ден. Тема на Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Или со гумени чизми или скукање од камен на камен преку вировите и калта за да се стигне до гробното место на починатите на гробиштата во Бутел. Крсте Вилков 2 години доаѓа по оваа каллива и поплавена патека на вечното почивалиште на неговата сопруга. Откако била направена улицата Александар Урдаревски, целиот канал покрај патот бил оставен неуреден и запуштен. 2 години откако ја асфалтираа улицата тука.
Беше коцка. Валјда коцката упивала водата, знаеш, коцката. Како асфалтира, они каналот го ставија така. И тука е стопиран каналот, пониско е нивото на гробиштава, навака водата доаѓа у спомениците. Велков реагирал до АД Бутел, општина Бутел и град Скопје, но засега во разговорите сите објасниле дека немаат директна надлежност. Проблемот стои, а многу често водата стигнува и до самите сандаци на покојните. Водата е нонстоп присутна и ги опколува гробните места, без разлика дали врне дожд или не, вели Велков. Ја ве гледате, со вода не може да влеземе од капијата. Завчера бев на гробот. Суша беше, нели? Исто вако, тоа си стоеше водата вака. Од комарци не можеш на гробот да дојдеш од комарците се. Од АД Бутел за Канал 5 објаснија дека проблемот го знаат, но дека не е во нивна надлежност, а водата често ја испомпуваат, но дека таа нонстоп е тука и мора итно да се уреди каналот. Од јавното предпријатие улица и патишта објаснува дека чистењето на каналот се одвива според годишна програма и овој канал би бил во план да се реализира во текот на наредниот период. Екипите работеле на чистење на коритото на Вардар и на други канали. Екипи денеска веќе излекле на терен на оваа улица. Велат од предпријатието за Канал 5. Тие апелираат граѓаните да не ги користат каналите за фрлање на отпад и шут. Екипи излегува на терен и заклучија дека веднаш ќе постапат за да може да има проток на отпадните води до реката Серава. Во текот на утрешниот ден ќе започне расчистување на вегетацијата, која исто така ја попречува видливоста на дел од сообраќајниците. Велко вели дека на живите утеха им се почивалиштата на нивните блиски и се надева дека до почивалиштата ќе има достоинствен пристап. Дебатата на сите актуелни теми ја продолжуваат Мирјана Најчевска и Сотир Костов во Самовистина. И Александар Видиновски е за кратко со вас. Пријатно.